Ти женска како се викаш? Мони. Колку години имаш, Мони? 3. Дали ти, Мони, играш тенис? Да. Играм и јас. Играме сите, така ли е? Да. Ајде им кажеме едно. Наши гледачи! Драго, драги гледачи, денеска сме каде? Во тениски клуб АС. Денеска дојавме да бидеме гости во тениски клуб АС. Овде има некој чудо се случува во натре. Што се слави во тенискиот клуб? Колку години? 2 години од постоењето на тениски клуб АС. Така, 2 години од постоење на тениски клуб АС. Значи, кој членува овдека да видам колку години? Злато, колку години си ти член во тениски клуб АС? Епа, не знам. Неколку месеци, ти, Јована, Злато? 2 години. Меги? Јас сум цели 2 години. Цели 2 години. А Злато ти? 6 месеци. Ти, Злато? 10 месеци. Ти, Злато? Ја 10 месеци. И ти, Јубавица? Ја исто. И ти 10 месеци. Ето така, значи имаме некои нови, имаме некои стари членови. Сега одиме, влегуваме внатре, само ние сме што сме тука. Не. Има и други деца? Да. Има многу други деца. Еве еден јунак овде да пукне. Браво, супер. Гледате каков амбиент и атмосфера, влегуваме внатре. Да. Да ги нападнеме нашите другари и другарки, да видиме што се случува таму. Одиме? Да. Со трчање. 3, 4, Како што е редот во секоја институција каде што суперзвездите доаѓаат, овој пат сме примени од директорот, а тоа е господинот Мики. Мики, здраво. Здраво. Добро ни дојде во Суперзвезда. Добро ве најдов. Мики, ти имаш искуство по бајаги големо во работа со деца. Се надевам дека немаш трема од камериве. Како се чувствуваш? Супер. Прв пат си во Суперзвезда. Да, во Суперзвезда прв пат. Драго ми е вака да се сретнеме пред камерите, кај што ќе може да објасниме, значи, некои работи интересни за дечињата, а интересни и за нивните родители. Пред се да кажеме, значи, тенискиот клуб АС е еден од најголемите пријатели на Суперзвезда. Ние сме другарчиња од самиот почеток на тенискиот клуб АС. Ти како директор дојде нешто малку подоцна. Ние во самиот почеток бевме, значи, гости овде. Да ни објасниш, еве, за гледачите, сите оние кои знаат или пак не знаат, да им појасниме, значи, што е тениски клуб АС. Тениски клуб АС. Тениски клуб АС е најголем клуб во Македонија. Значи имаме 11 тениски терени, од кои 4 се покриени, значи кои се користат и во зимски услови, така да непречено се игра тенис 12 месеци во годината. Благодарам. Ме интересира, значи, освен тоа што во летната сезона може да се играат надвор, во зимната сезона се користат затворените терени. Да, во зимната сезона се користат затворените терени, тие се во балон, 4 терени, кои нормално се затоплени и најнормално се игра тенис, како во летниот период. Освен тоа, значи, кажавме дека овдека има еден дел каде што додека тренираат дечињата, нивните родители може да ги почекаат или пак оние што сакаат да дојдат може да седнат на кафе, на чајче. Да, па имаме овде кафиче, еден, да кажам, кафе бар, каде што можат онака во најопуштена атмосфера да си дојдат родителите или децата да чекаат тренинг, да поседат да испијат кафе, сокче. Нормално, пак ќе кажам, опуштена атмосфера, не бараме нешто посебно, тренерки, патики, фармерки. Оние што сакаат да се преслечат. Значи, тенискиот клуб АС ги има сите капацитети како еден спортски центар. Поседуваме собликувални или машки и женски, топла вода 24 сати, сите потребни услови, нели, за комплетно за играње тенис, значи. Тениски рекети, реквизити, најразни реквизити за користење, професионални тренери. Тоа би било вака на кратко. Денеска тенискиот клуб АС слави 2 години од своето постоење. Мене ќе ми биде особена чест и задоволство да можам да ви честитам на сите вас овдека, да ни бидете живи и здрави уште многу години, да дочекаме минимум уште едно 200 години, да ни бидете живи и здрави вака во истиот состав. Сега да кажеме, значи, што денес може да очекуваме дека овде ќе се случи? Па вака, денес е вториот роден ден, нели, на тениски клуб АС и по повод тој ден организираме клубски турнир. Значи, тој турнир е за сите учесници или членови на тениското училиште во тенискиот клуб АС. Тоа се деца од 4 години па до 18 години, значи овој турнир е специјално направен за нив по повод вториот роден ден. Колку членови од прилика има тенискиот клуб АС? Тенискиот клуб АС во тениското училиште број околу 130 членови, а имаме и повозрастни членови кои се рекреативци и тие бројот околу 70-80 членови. Можат ли оние кои што сакаат да дојдат да се зачленат во тенискиот клуб АС без никаков проблем, дали е исполнет капацитетот, има ли слободни места? Слободни места има, значи ова, како што реков пред малку, ова е најголем клуб во Македонија, така да капацитети има. Слободни места има доволно, така да секој може да дојде, без разлика и дали е член, може да дојде и да рекреира овде.
Значи не мора да биде зачлен тој што сака, може да дојде и да си рекреира, се закупуваат терените. Да, точно, се изнемуваат терените и си доаѓате, значи изнемуваме и рекети, значи може да ни да немате опрема, вие може да дојдете тука, ние ќе во обезбедиме, ќе ви даеме секаква опрема, топчиња, се што ќе посакате, може да ви даеме и тренер, да ви даеме да ви учи и машки, и девојка тренер, и голем тренер, и мал тренер, и све има. Ќе се навратиме на тренерите малку подоцна и тоа ќе биде интересно прашање кој што сакам да го поставам, ме интересира сега за почетокот. Што ќе се случи на овој турнир кој што ќе го проследиме денеска? Па на овој турнир, како што реков, сите члени од училиштето ќе учествуваат и тие ќе бидат поделени во 4 категории, од кои едната категорија е поделена на два дела. Тоа е категоријата до 10 години. Таа е поделена на почетна тениска школа и напредна тениска школа. После следната категорија до 12 години, до 14 и до 16 години. Тие се категориите, значи во тие категории се надпреваруваат и ги добиваме победниците или полуфиналистите и четвртфиналистите за овој турнир, на кои што добиваат, нели, обезбедивме и награди за нив. Спонзори на овогодишниот турнир се Инвестбанк АД Скопје и Ревита од Скопје. Инвестбанка доделува штедни книжки со почетен влог, Ревита доделува пијалог за сите учесници на турнирот, тоа е, значи, официјалниот пијалог на овој турнир. И доделуваме, значи, за сите учесници дипломи за учество и за тие што ќе победат или ќе освојат некое место, доделуваме медали и нормално доделуваме и плюс, заборавив тоа да кажам, доделуваме дипломи за ферплей, за најнапреднат играч од минатиот турнир, за најдобар форхенд, најдобар бекенд, најдобар сервис, најсилен удар и доделивме дипломи за сите пријатели на клуб. Значи, освен тоа што овде дечињата можат да тренираат и да учат да играат тенис, тие ќе научат и други работи, значи се дружат пред се меѓу себе. Па тоа ни беше целта, значи, на овој турнир, значи да членовите, освен што ќе учат тенис во училиштето, малку и да се дружат. Значи со дружењето би нормално децата се сближуваат, времето поминатото време овде е по-големо, значи не шетаат натаму наваму, него и кога не се на тенис, они доаѓаат тука и се дружат меѓу себе. Благодарам, еве сега гледам некои дечиња лево десно тука шетаат. Јас би сакал да одам да направам едно кратко интервју со нив, да видам како се чувствуваат, како размислуваат, што ќе ни изјават за клубот, а веднаш потоа ќе се вратиме и ќе направиме втор дел, уште едно заедничко интервју. Договорено? Договорено. Правиме мала пауза, потоа се враќаме повторно овдека во емисијата Супер Звезда, директно во тенискиот клуб АС. Шетајки лево десно, драги гледачи, низ тениски клуб АС, ја сретнав оваа убавица што се вика Ана. Здрава. Здраво. Прв пат си во Супер Звезда, Ана? Прв пат, да. Сега не си била на телевизија? Не. Али овдека во тенисот те бива многу, како што викаци. Па да. Кажи ми колку време членуваш во клубот АС? Членувам една година тука. Што правите овде, многу ме интересира. Па играме сега, се напреваруваме и така. Дали е забавно, дали им препорачуваш на децата кои што гледаат да дојдат овде? Па да, и на сите им препорачувам кои што ме гледат и тие да дојдат тука. Освен тенис, дали сакаш некој друг спорт? Ме интересира. Не. Не, значи само тенис е твојата најголема Да. љубов. Имаш ли некој да поздравиш сега? Па сите што ме гледаат. Ајде да им пратиме бакнеш Ана. Ето ја прекрасната малечка принцеса Ана. Ана, фала ти многу за прекрасни Ништо. интервју. Чао, Ана. Меѓу другите дечиња тука ја запознав и Марија. Здраво, Марија. Како си, Марија, шо бреш? Добре. Добра си? Да. Ме интересира колку време играш тенис, да ми кажеш. Па неколку дена. Само неколку дена, ти си нов член овде. Да. И напорно ли е? Не. Ти се допаѓа ли во тениски клуб АС? Да. Дали планираш наскоро да се отпишеш, можеби? Не. Зошто, Марија? Интересно ми стана. Значи сите оние што сакаат каде да дојдат? Во АС. Во тениски клуб АС да играат тенис. Фала многу, ќе пратиме бакнеши до сите што не гледаат. Да. Бакнеши од Марија. Фала ти, Марија. Да видиме кој е следен, Оваа женска се вика Александра. Александра, колку години имаш? Јас имам 10 години. 10 години, браво, Александра. Колку време веќе играш тенис? Ми втор ден. Оти е втор ден, значи Да. ти си туку што запишана исто и како Марија што беше пред тебе. Да. И што ќе ми кажеш за тенискиот клуб АС? Па тука е многу добро, интересно се забавуваме. Учествуваше денеска на турнирот Да. и освои некој место, освои нека награда. Да, јас освоив трето место. Трето место, а претходно дали имаш вежбано, дали имаш играно тенис? Па имав предходно кога бев четврто одделение, еден месец вежбано и така. Така, и сега конечно реши овдека да дојдеш во тениски Да. клуб. А со оние деца кои што сакаат да научат тенис, каде треба да одат? Во
Аз Во овој. тениски клуб Ас. Јас ти благодарам многу, фала ти многу. Ќе поздравиме некого? Па ќе поздравам другарките, моето семејство и така. Фала многу, бакнеш се сите, фала многу, а ние одиме понатаму, драги гледачи. Здраво, драги гледачи, до мене сега седна Стефанија. На едната рака има часовник, еве го, на другата има супер звезди, а еве Стефанија. Здраво, Стефанија, добре дојде супер звезда, како си? Добро. Кажи ми, од кога ти си член на тениски клуб Ас? Откако се отвори? Од кога се отвори? Значи тоа е од пред 2 години, така? Да. Денеска се слави вториот роден ден. Како се осеќаш ти цело ова време овде, како се чувствуваш? Супер. Што ќе им препорачаш на дечињата што не били и што не знаат како е во тениски клуб Ас? Па ја би им препорачала да дојдат и да се запишат. Учествуваше ли на денешниот турнир? Да. И што направи денеска? Па изгубив, ама важно учествував. Зошто изгуби? Па затоа што Не бевме доволно спремни. Да. Добро, поред се надеваме дека следниот турнир ќе освоиме некој од вредните места, така ли? Да. Не се откажуваме? Не. Одиме понатаму? Да. Фала ти што ми беше гостинка, се гледаме во некоја од следните емисии на Супер Звезда. За крај кого ќе поздравиш? Сите што ме гледаат. Фала ти многу, да си ми живи и здраво, чао. Чао. Ево го Благојат Ташевски до мене, драги гледачи. Благојат, да те прашам, што ти е ова овде, Ова е ракета. а во другата рака имаш? Топче. Зошто служат тие две, Благојат, да ни објасниш, нашите драги гледачи, има некој од нив што не знаат. За играње тенис? И ти, дали играш редовно тенис? Да. Колку часа на ден играш тенис? Колку чаша? На ден тенис? Да. Пола сат. Пола сат секој ден играш тенис? Да. Дали е убаво да се игра тенис? Да. А од кога играш тенис, Благојат, ме интересира? Пред 2 месеца. Од пред 2 месеца. И дали подобро се чувствуваш? Да. Дома шо викаат мама и тато? Добар. Дека си супер. Да. Во школа имаш петки? Да. Од тенисов тоа така ти се случи? Не. Значи стана човек. Да. Благодарам што ми беше гостин, фала ти, се гледаме друг пат. Пријатно, бакнежи за? За сите. Сите, бакнежи за сите. Одеме понатака, фала. Еве сега, драги гледачи, една девојка што се вика Наталија. Наталија, бе, колку години имаш ти? 5,5. Па ти си голема женска да пукне, браво, Наталија. Од кога играш тенис, Злато? Од 6,11. Од 6,11 игра тенис, а колку време до сега вкупно игра Злато тенис? 15. 15, браво. Наталија, кажи ми сега ти, одиш ли во градинка? Да. Во која градинка, Злата? У Бамби. У Бамби. Дали е добро децата да играат тенис? Да. Зошто треба тие да играат тенис? За да... Бидат здрави, Да. да бидат послушни исто така дома. И да бидат тенисерки. И да бидат тенисерки кога ќе пораснат. Ти што сакаш да бидеш, значи, кога ќе пораснеш? Тенисерка. Најдобра од сите? Да. Бакнежи за сите. Бакнежи, еве ги одека те гледаат сите. Бакнежи за мама, за тато, за баба и за дедо. Еве ги, ајде. Фала ти многу, чао. А сега во Супер Звезда е гостинка Марија Тасевска. Марија Тасевска да пукне. Марија, што пишува овде? Тениски клуб Ас. Кој ти ја дадоа тебе оваа убава мајца? Ова убава мајца ми ја дадоа тренерите од Ас. Дали сите кои што се членови овде добиваат вакви мајци? Да. Ајде да провериме, драги гледачи, дали е така. Да видиме оваа згодна женска овде дали има. Има. Јас сега во моментов не, ќе носам подоцна. Овде ќе има. Еве и Јована. Јованче, бе, Супер Звездо, најубава. Како си ти? Добра. Каде е твојата мајца во моментов? Дома. Кркаш сега ти нешто, јадеш јаболка да видат гледачите овдека како здраво се ранат нашите тенисери, да? Денеска играш, учествуваше во турнирот? Да. Одлично, каде е лепотицата што беше тука, да ја видам како беше името твое? Марија. Марија, извини за моментот заборев. Значи, Марија, што правеше ти денес? Јас денес се надпреварував. И освои ли некое место? Не. Се трудевме, но сепак не успеавме да го освоиме местото, дали тоа значи дека ќе се откажеме? Не. Апсолутно, одиме понатаму да освоиме све. Да. Дека не ги победиме сите. Да. Јас ти благодарам, Марија, кого ќе поздравиш? Ќе поздравам мама, тато, сите во семејството, сите членови. Фала ти многу, да пукне, поздрав, бакнежи.
И одиме чао. Еве, не една, туку две женски, драги гледачи. Првата се вика Катерина. Катерина, а втората женска Ана Марија. Ана Марија, колку години имаш ти? 6,5. А ти Кате? 6. 6, па вие сте големи девојки. Колку време сте во тениски клуб АС? 2 месеци сме. 2 месеци, а ти Кате? Ја не сум 2 месеци. Ти колку време си? Па, мислам дека 5 дена. 5 дена си, значи едната е постар член, едната е понов член. Што правите овде во тениски клуб АС? По тениски клуб АС учиме тенис, па форкени, бекени, така понатаму учиме за да освоиме нешто. За да освоиме некој турнир, да земеме некои пехари, да си го носиме дома, да видиме, значи, злато што научи ти за овие 5 дена колку што си овде? Па форкен, беркен и тие. Дали мислиш дека е интересно да се игра тенис? Па мислам дека е интересно. Дали ќе продолжиш да бидеш член на тениски клуб АС? Ке продолжам. Бакнеш ли за кого? За мама и тато и сите што ме гледат. Злато ти, Ана Марија, бакнеш ли за кого? За мама, за тато и за цело семејство. Она се вика Катерина Јана. А она беше Катерина, Ана Марија, јас ги измешав, се извинувам. Простено. Сега бакнежи да ги опатиме за сите што требаше. 3-4 бакнежи, многу бакнежи, браво. Од едната страна имаме една шизика, така е? Се вика Злато како? Бобана. Драго ми е, Бобана, што се поздравме, јас сум Дарко Мјалковски суперзвезда, а ти си, значи, член на тениски клуб АС? Да. Баш ми е драго, а другата страна имаме еден шизик или шизичиште, што се вика здраво за... Давид. Давид, бе, колку години имаш ти? 6. И ти си член на тениски клуб АС? Сега вака сакам да ве прашам. Колку време си член Злато тука? Па скоро една недела. Скоро една недела, значи ти си таза член и како се чувствуваш во почетокот? Супер. Што ви даваат овдека, што ви зимаат? Ви даваат? Ни дадоеве мајчки. Мајчки ви даваат, рекети ви даваат ли? Да. Топчиња ви даваат? Да. Значи овдека све ви даваат. Ајде да видам, Давид, да ми кажеш ти, убаво ли е да се игра тенис? Да. Дали пред тоа си бил ти на некој друг спорт да спортуваш некаде? Да. Кој спорт, Злато? Карате. Сега, карате и тенис, кога ќе ги споредиш, што е поубаво? Тенис. Тенис е поубаво, многу поубаво. А сега да те прашам предходно дали си била на некој друг спорт или нешто слично? На балет. На балет. И сега кога ќе ги споредиме балет и тенис, што е подобро? Тенис. Тенис, дефинитивно. Да. Бакнеш за сите што не гледат. Тенис е дефинитивно царска работа број 1, така ли е? Да. Така, играме тенис. До мене се наоѓаат две убави прекрасни девојки, едната се вика Сара. здраво за Сара и здраво за... Млина. Како сте, добри сте? Добри. Прв пат во Супер Звезданина. Да. Сара си била до сега на телевизија. Па, да, која сум играла. Кој си играла? Страшно ли е вака? Не. Немаш гајле, така? Нина ти? Не. Каде е пострашно, на теренот или овдека? Ти си играла ли тенис до сега? Па вежбам со брат ми. Вежба со брат и тенис. Ти немаш мајчка од тениски клуб, а зошто е тоа така? Пошто не тренирам. Ти не си член, со кого дојде денеска тука? Со брат ми, пошто брат ми тренира. А брат ти тренира, ти дојде да го гледаш него? Да. Значи, дали имаш и ти идеја во блискини да стане член? Не знам. Се размислува на таа тема? Да. Дали има некој друг спорт што те интересира? Па има. Еве, дојде како гостини, како си помина денес овде? Супер. Супер беше? Да. Нина, што правим за денес овде, Злато? Поигравме. Како си помина ти? Супер. Дали учествуваш и ти во турнирот? Да. Дали освои некое место, Злато? Не знам. Убаво си помина во секој случај? Супер. Оние деца што сакаат да играат тенис, каде да доаѓаат? Во тениски клуб АС. Пратим бакнежи на сите што те гледаат. Фала многу. Драги гледачи, рутинска проверка да видиме. Камера овде. Чекај да видиме. Оригинал, члене, и на капчето да видиме. И на капчето станува збор за кого? Иван Цветановски. Кај си бе, Иван? Бе, Иван, добар ли си? Да. Јас и ти се знаеме од многу одамна, така беше? Да. Од каде се знаеме јас и ти? Од кога бе во Супер Звезда? Од кога беше во Супер Звезда, бакнеш за сите да им пратиме Иван. Иван, како си? Супер. Иван, значи беше член, доаѓаше во Супер Звезда, сега доаѓа во тениски клуб. Аз. Зошто доаѓаш тука? Што учите овдека? Играте пикадо? Рагби? Не. Што вежбате овде? Тенис. Овде тенис. Дали мислиш, Иван, дека тенисот е убава работа? Да. Од кога играш тенис тука? Од пред една година.
А ти некоја женска тука? Не. Еј, не. Меѓу толку женски ти немаш ни една? Не. Стварно? Да. Има драги гледачи, ама ја крие. Кажи ми, денес учествуваше на турнирот? Да. И победи? Зема некоја награда? Зошто така? Имаше подобри од тебе? Да. Стварно? Ама што ќе правиме ние за до година за да победиме? Ќе играме? Да. Ќе вежбаме во меѓувреме? Да. Ќе бидеме добри, ќе ги слушаме мама и тато, Да. ќе пиеме млеко пред спиење, ќе бидеме силни и кога ќе сервираме, ќе правиме све асови и ќе победиме? Да. Иван бакнеше за кого? За сите што ме гледаат. Прати им ги брзо да ги видат. Фала, драги гледачи, тоа беше Иван. Одиме понатаму. Сега Мики да ми каже што се случува сега, зошто е оваа торта олкава огромна овдека стајана пред сите нас. Оваа торта е за јадење, најпрвин, нели, нормално. Кој ќе ја јаде? Кој ќе ја јаде, ќе јадат децата што членуваат во тениското училиште на тенискиот клуб АС. Од тие што беа вредни, што беа добри, што учествуваат денеска на Сите турнирот. што учествуваат, сите ќе јадат тортата, значи ќе ја поделат они меѓу себе. Ќе јадам и јас. Па најверојатно. Ја бев многу добар. Да. Бев многу добар, бев многу послушен, да, и сакам да јадам торта и јас. Може? Може едно парче. Кото. А што се овие овде, гледам некои дипломи има нешто. Сега, сите значи што учествува ќе добијат дипломи за учество, тие што победија ќе добијат и дипломи и медали. И сите членови на тенискиот клуб АС од спонзорите ќе добијат подароци од Ревита, ќе добијат значи пијалок Ревита, а од Инвестбанка ќе добијат штедни книжки со почетен влог. Штедни книжки, Штедни значи книжки. ова исто така прекрасна торта која што е подарок од Инвестбанка. Да, од Инвестбанка. Инвестбанка Кој е во наш верен пријател, да кажем. и голем пријател исто така и на децата. И да, точно. Нормално. Одиме сега да го прогледаме, да го проследиме доделувањето на наградите, дипломите и јадењето на тортата да гледаш. Веднаш до мене, драги гледачи, се наоѓа Магдалена Стилкавска, еден од најверните членови овдека во тениски клуб АС и девојката која што летово, минатово лето ги освои сите турнири овдека низ цел Балкан, така ли беше Меги? Да. Сега Меги да кажеме дали тоа што го виде ти летово може да се спореди со ова денес што се случува овде во тениски клуб АС? Па да. Дали исто вака беше убаво низ светот? Па ова е најубаво. Ова е најубаво, дефинитивно, значи тениски клуб АС направи нешто што не се случило никаде до сега. Да. Што е ова сега во моментов ме интересира да им кажеш гледачите сакаат да знаат што е ова. Па сега правиме ние најлуда журка. Овде се случува најлуда журка на сите членови. Да. И сите оние кои што учествуваат добија значи дипломи. Диплома сите многу дипломи имаше, сите добија дипломи, многу убаво беше. Добија подароци од Ревита, спонзорот на тениски клуб АС и добија значи исто така по една штедна книжка од најдобрата банка која што се вика Инвестбанк. Инвестбанка. Доби книжка и ти. Да. Дали има многу или малку пари на книжката, колку има? Има 500 денари. Има 500 денари, тебе ти се многу или малку? Па таман сем. Таман ти се значи 500 денари. Све можеш што Да. сакаш, што си замисли да си купиш со тие пари, така? Да. Бакнеше значи до сите сега што не гледаат Меги, ето така. Одиме понатаму да гледаме, да видиме какво друго чудо се случува на другиот крај од тенискиот клуб АС сега во моментов. Еве сме значи сега на другиот крај на тениски клуб АС да видиме што се случува. Овде видовме многу играчи, ова се правите играчишта до мене, сите од нив имаат освоено медал, така ли е? Да. Значи здраво за? Марија. Здраво, Марија, како си Марија, што правиш? Добра. Значи ти освои медал, твојот медал е освоен во која категорија? Категорија за почетници. Категорија за почетници и кое место го освои ти? Прво. Ти го освои првото место, јас ти честитам, фала ти Марија, одиме понатаму да се запознаеме и да го представиме. Филип Кралев. Филип, како си, добар си Филип? Да. Колку години имаш Филип? 9,5. Филип, зошто ти доби денеска медала овдека? Што освои ти? Второ место. Второ место во која категорија? Во
10-та категорија. Во категорија до 10 години во клубскиот турнир на Тренерски клуб АС. Јас ти честитам, благодарам што беше дел од Супер Звезда. Здраво за Андре. Андре, бе да пукне Андре. Андре, и ти имаш овдека медала. Чекај да видам. Да, драги гледачи, еве медалата на Андре. Андре, ова е освоено прво место во категорија на дечиња до колку години? До 10. До 10 години, да си ми жив и здрав. Браво. Значи ти се бореше упорно до самиот крај. Беше ли тешко да си извојува првото место? Да. Апсолутно, и сега си многу задоволен? Да. До сега имаш ли некоја друга медала? Не. Ова ти е првата медала? Да. И најдрага? Да. Ти честитам, да си жив и здрав. Драги гледачи, одиме понатаму да ја представиме оваа женска што се вика Ања. Чекај сега да отплеткаме малку медалата и да ја покажеме на драгите гледачи твојата прекрасна медала во категорија. Да видиме што вика за освоено второ место на клубскиот турнир. Ето така, јас ти честитам многу. До сега дали имаш друга медала освоено? Не. Се радуваш многу со оваа твоја освоена медала денеска? Да. Благодарам. Одиме понатаму. Здраво за Александра. Александра, и ти имаш овдека една медала. Ова медала е во категорија 10 до напредна. Значи, напредна категорија, деца до 10 години имаш освоено и ти второ место, како ја што гледам, драги гледачи, еве, погледнете прекрасна медала, еве, погледнете прекрасна женска овдека, јас ти честитам на твоето освоено второ место. Се најдобро, здраво сега за Ивона. Ивона, колку години имаш ти, злато? С 10 и учествувам во категоријата за 10 години напредни. И што добивме? И добив златен медал. Златен медал, значи имаме прво место, така ли е? Да. Прво место, ете, многу честитки, гушкање, сакање, бацување и кого него представивме, драги гледачи, јас одам од другата страна, погледнете сега да се запознаеме и да ја представиме, значи девојката што се вика? Мартина. Мартина, имаш и ти прекрасна медала овдека. Што е ова, значи медала за второ место во која категорија? До 14 години. До 14 години, дали до сега имаш освоено и некоја друга медала? Не, само дипломи. Ова е прва, значи, медала која што освои. Јас ти честитам. Све најубаво и ти посакувам многу втори, први, трети, секакви места да победуваш во иднина. Ти благодарам. Одиме сега да се запознаеме и да се видиме со Марија, здраво Марија. Оваа медала е за прво место на категорија до 12 години. Значи категорија до 12 години почитувани гледачи, може да го видите првото место дефинитивно, значи one and only. Дали до сега имаш добиено друга медала? Ова е прва медала? Да. Те прави посебно да се чувствуваш срекна? Да. Готово, ти благодарам и ти го сакам се најдобро во иднина. А сега здраво за Спасија. И Спасија, ти остана на крај, значи да ја покажем и твојата медала. Ова е твојата медала, за кое место? За освоено второ место категорија до 12 години. До 12 години. И ти до сега дали имаш освоена нека друга медала? Не, ова е единствена. Ова е единствената и твоја прва медала? Да. Јас ти посакувам уште многу победи во иднина. Ти благодарам што беше дел од Супер Звезда. Драги гледачи, ги видовме, значи сега сите оние играчи кои што овдека добија медали. Видовте каква радост, каква среќа, колку се слави овдека, каква журка е. Одиме понатаму. Ова што го гледаме овдека денеска во Тренерски клуб, аз дефинитивно ќе ви кажам, не сме го виделе никогаш на ниедно друго место. Одите по мене, драги гледачи. Кога го баравме, никаде го немаше, сега жив го фативме, до мене се наоѓа Андре. Здраво, Андре. Здраво. Андре не беше во моментот кога ги представувавме, значи победниците, еве го сега, овдека ќе го покажеме дека има освоено медала за второ место во категорија 14 години. до 14 години. Андре, колку време веќе играш тенис, кажи ми? 1 година. Дали ова е твојата прва медала што си ја добил? Да. Ќе продолжиш ли да играш тенис и понатаму? Значи ти се допаѓа воопшто тенисот? Да. Сите оние деца кои сакаат да почнат, а немаат почнато, што треба да сторат? Па да почна И каде да дојдат? во АС. Во АС, многу бакнеши за сите што не гледат. Андре, многу бакнеши за сите што не гледат. Ајде, 3-4 одиме заедно. Ете ги бакнешите од мене и од Андре. Одиме понатаму, драги гледачи. Еве сега до мене се наоѓа, значи Александра. Александра, како си помина денес се насети тука? Супер. Те сретнавме и те затекнавме заедно со твојот татко Александар, да му кажеме здраво на Александар. Здраво. Како сте, Александар, добри? Одлично, баш ми драго. Како родител, како си поминавте вие овде? Исто одлично, малце напорно, со трема, али одлично. Дали е Александра добра ќерка, ме интересира? Александра е добра ќерка и многу убава игра. И, значи игра денеска имаме веќе освоено медала, како што кажавме, ја представивме, ја видоа гледачите. Вие како родител што мислите за тенисот како спорт? Тенисот како спорт е многу убав спорт и за сите деца кои се послушни, кои се вредни, треба да го негуваат и да играат. Е ли голема жртва, дали бара многу, значи, време и внимание од страна на родителот да доаѓа да го носи детето или не? Бара внимание, бара жртва, али за добрите деца
секогаш родителите ќе најдат доволно време и да ги донесат И тенис. апсолутно се надам дека и се исплати како такво, бидејќи правилно се развиваат, им помага да бидат подобри, да бидат здрави. Да, се исплати. Добра е организацијата од тенискиот клуб АС, кој би сакал во оваа прилика да го поздравам, организаторот и да им го честитам уште еднаш роденденот од моје име. Како си поминавте, значи вие како родител денес? Прекрасно. Ви благодарам за оваа кратка изјава. Фала ви многу, се гледаме. Александра, фала ти, имаш прекрасен тато. Фала ти на твоето внимание и на вниманието од твојот тато. Фала. Чао. Чао. Дечињата, како што видовме, ни кажаа дека е прекрасно, дека уживаат, дека им се допаѓа тенискиот клуб АС, ни кажаа дека сите оние кои што сакаат да станат членови треба да дојдат овдека и да научат да играат тенис, значи сите оние кои што сакаат тоа можат да го сторат токму овдека. Секогаш ли е вака весело и убаво во тенискиот клуб АС? Па ние се трудиме секогаш нормално да е вака весело и да кажам се да се пофаламе и е стварно весело. Нормално, поготово децата кои се овде во попладневните часови, тие тогаш се училиштата, значи тениското училиште попладневните часови, викендот во предпладневните часови, а ни доаѓаат, значи правиме многу проекти на кои што доаѓаат деца од основните училишта и од градинките и бесплатно им даваме нормално часови тенис. И тоа е убава идеја за оние кои што сакаат да се едуцираат, да видат што е тенисот, каква игра и каде се игра и како кои све реквизити треба да се поседуваат за да може да се игра една таква игра, значи може тоа овде да го сторат бесплатно. Да, точно, тој е еден проект под спонзорство на ITF, тоа е Светската тениска асоциација и значи правиме презентација на тенис. Договараме, значи, со училиштата, доаѓаат они во нашиот клуб и им презентираме тенис. Значи со 10 деца со еден тренер имаат бесплатен час со тренерот и презентираме, значи, тенис, како се игра, кои се правилата, какви се ударите, пробуваат децата се играат, така да весело е и нормално ќе научат нешто од тука, а тие што се позаинтересирани ќе дојдат и ќе бидат членови на тениското училиште. Освен тоа што деца доаѓаат, значи од сите страни на Македонија, дали доаѓаат и возрастни, например, нивните родители, постари братчиња, сестричиња или само за деца е овој клуб? Не, овој клуб е за деца од 7 до 77 години. Значи за деца од 7 до 77 години. За сите деца имате и постари луѓе кои што доаѓаат да играат. Точно, и имаме редовни рекреативци кои што се секојдневно овде и играат тенис, така да отворен е клубот за сите. И во секое време. И во секое време. Може да кажам само дека гледам некои рефлектори тука, тамо, секаде на сите страни, навечер може да се игра? Да, клубот е отворен од 8 сабајле, 8 наутро, до 23 навечер. Тогаш отворен клубот, навечер кој е стемни, играме под рефлектори, исто и во балонот, осветлено е све, затоплено, така да сите услуги имаме. Може и во 2 навечер да се игра? Може за супер звезда, може. Може, значи во секое време. Благодариме, супер. Сега ме интересира следно прашање да откриеме какви све тренери имате и што све е нивната задача овдека. Па нивната задача е да ги организира, значи, тениските школи во сите категории и имаме квалификувани, значи, дипломирани тренери со факултет за физичка култура и со сите потребни, значи, сертификати ITF, PTR, значи они перманентно посетуваат семинари на кои што се образуваат дополнително, така да можам да кажам дека ги имаме, како клуб имаме најобразовани, а и најмлади тренери. Тренери со сите нишани, драги гледачи. А дали веќе имате некои звезди овдека, некои ваши членови кои што освојуваат награди на разни турнири? Да, имаме 2 звездички кои освојуваат доста награди и како и у Македонија, така и надвор. Тоа мора да го напоменам. Тоа се Магдалена Стоилковска. Она беше гостинка во една од минатите емисии на Супер звезда и денеска ќе сретнеме, ќе поразговараме со неа. И другото девојче Бојана Маркова. Они се, значи, до 10 во категорија до 10 години. Они имаат освоено доста турнири, значи државни првенства, екипни, последниот турнир беше екипно првенство на Македонија до 10 години, они го освоива. Имаат освоено првенство во Бугарија, значи освоено првенство, први места, од 5 до 8 место мислам дека беше Пула, Бања Лука, значи посетуваат турнири и надвор. За оние родители кои што се интересираат, каков одговор ќе им даеме на прашањето, значи, што се можат децата да постигнат со играње на тенис? Значи, зашто се тенисот ќе им помогне на нив?
Па вака, целта првин, поготово да кажем од најмала возраст, пошто тениската школа, тоест тениската градинка започна од 4 години возраст. Најбитно за децата е правилен психофизички развој. Значи децата правилно и физички и психички да се развијат, а тоа може само нормално преку спортот, а овде кај нас преку тенисот. Понатаму, значи, кога ќе пораснат, кога ќе надминат фазата на тениска градинка, каде преминуваат? Значи, од тениска градинка продолжуваат во почетна тениска школа, од почетна тениска школа преминуваат во напредна, па надпреварувачка и доаѓаат до топ тим, тоа е, значи, првиот тим на тенискиот клуб АС. Да кажам, да се пофалам, оваа година беше втор во Македонија. Одлично. Дали тенисот како спорт, значи, им помага на дечињата за нивен правилен развој, за правилно држање на телото, за правилно формување на нивните мускули, целокупната градба? Па нормално, како и секој спорт, значи помага и тоа доста, поготово кажа во почетните години, значи во тениската градинка. Нормално таму и се работа доста вежби за обликување, вежби за координација, кои поготово проследени со некои елементи од тенис, така да тие перманентно се надоградуваат физички и нормално имаат нормално држање, правилен раст и тоа. Кои се, значи, следните планови на тенискиот клуб АС, што ќе треба да се очекува од тенискиот клуб АС дека ќе стори во догледно време? Па вака ние ова лето имавме 4 меѓународни турнири под покровителство на Тенис Europe 3 и една под покровителство на ITF. Нормално овие турнири ќе ги задржиме и следната година, со тоа што во јуни следната година имаме и тој еден поголем настан во Македонија, Futures, таков турнир, значи тој е од професионален карактер и со награден фонд од $10,000. Тоа јас сметам дека се уште се нема случајно овдека во Македонија, нит па овдека на овие простори поблиску. Па да кажам дека во Македонија доста долго време немало Futures, така да ние следната година први ќе бидеме што ќе го организираме Futures турнирот, така да уште еден клуб потоа исто во Македонија ќе организира Futures, така да следната година ќе имаме 2 европски турнири, да кажам, од професионално ниво во Македонија. Прекрасно. Сите оние кои што сакаат да ве најдат, да се обратат до тенискиот клуб АС или пак оние дечиња кои што сакаат да дојдат да се зачленат овдека, каде треба да се обратат, каде треба да се јават, кој телефон, дали некој имејл може да пратат, на која адреса да ве најдат? Вака, секој кој е заинтересиран за било што, значи да игра тенис, да се зачлени во тениското училиште, да учествува на некој турнир во значи во надржавни првенства или на меѓународни првенства, може да дојде секој ден од 8 до 11, од 8 до 23 часот навечер во просториите на клубот, во кафичот, во канцелариите на клубот, или може да се јават на 24 03 114 или да пратат мејл на tenisas+yahoo.com. Благодарам, фала многу на овој исцрпен интервју, на сите прекрасни одговори кои што ги добивме. Јас ви посакувам се најдобро, значи кажав овие 2 години да ги множиме најмалку 100 пати повеќе, да ни бидете живи и здрави и да ни приредувате и прекрасни изненадувања, како ова денеска што го видовме, па да се дружиме уште многу долго заедно со вас. Супер, благодарам и ве поканувам и следната година да дојдете на нашиот роден ден. Дефинитивно, ние сме големи пријатели со тенискиот клуб АС, така да апсолутно тоа е варијанта на наша вечна дружба, кога и да е, како и да е, ние ќе се дружиме и ќе се гледаме заедно. Благодарам многу, Мики. Пријатно. Фала и на вас, поздрав, се најубаво. Сега гледачите се многу љубопитни да знаат како ние си поминавме овде денес. Ни беше многу досадно? Не! Напротив, се забавувавме? Кој најмногу се забавуваше да крене рака да? Одлично се забавував и јас, се забавува и нашите гледачи. Ви благодариме, драги гледачи, што бевте со нас денеска во тенискиот клуб АС си поминавме, значи како? Одлично! И сите оние што сакаат да играат тенис, да научат да го прават тоа најдобро од се, треба да дојдат каде, Меги? Во тениски клуб АС. Голем аплауз за тенискиот клуб АС. Голем аплауз што денеска ни беа гости, не примена вака топло и срдечно. Ви благодариме и на вас, драги гледачи, што бевте со нас. Се гледаме повторно следната сабота во 10 часот на канал Телевизија. Ве сакам јас и ве сакаат супер звездите, ве сакаме сите ние овдека собрани од тенискиот клуб АС. Чао, чао, чао. Чао, до гледање.